За Социјалдемократската унија, евроатлантската интеграција на Македонија секојаш бил и ќе остане највисок приоритет на државата и сметаме дека ова високо прашање, приоритетно и стратешко за државата, не сме да биде предмет на ни било какво пазарење. За жал, токму такво слично внатрешно политичко пазарење се случи пред 3 години, кога македонската делегација, значи со македонскиот државен врв на самитот на НАТО во Букурешт, на еден начин претрпе неуспех, не добивајќи поканата за членство, за која што сите овие години се работи. Сметаме дека врвните раководители во тоа време, и председателот, и премиерот, токму поради нивното калкуланство и плашење на еден начин еден од друг, одлуката за компромис со Република Грција донесо предоцна. И тоа беше, и мислам дека и до ден денеска е суштинско, и историјата нормално ќе ја цени целата таа вредност, меѓутоа мислам дека беше суштински елемент за сето тоа што се случуваше со Македонија од тогаш до денеска. Значи, со ние добивањето на поканата се случија изборите и добивме власт каква што добивме. После 3 години денеска се враќаме на истите прашања што се случило, како се случило за нас. Основна грешка, значи, останува тоа калкуланство, тоа играње со државните интереси на сметка на партиските или своите лични интереси, само за да не се изгуби некој политички поен, немањето волја на време да седнат и да се договорат во време кога ни покажува и ни сугерира нашите пријатели неколку месеци претходно, бидејќи видите, не можете вие во последен момент кога се случува самитот да идете со став каде што веќе дневниот ред е дефиниран. Само ќе сугерирам дека јас нешто слично напишав во утрински во колумната од 8 февруари, исто така и во дневник во колумна од 4 јули 2009, јасни се позициите на Социјалдемократската унија и отприлика нешто што некои елементи што се случувало таму. На прашањето на референдумот, тоа што сега е актуелно и покрај тоа што мислам дека и беше и од тогаш и мислам дека е премногу и добро познато, мислам дека ставот на Груевскиот како е премиер е јасен и прецизен на тоа дека е прашањето дека по одредениот договор со Република Грција, Република Македонија ќе спроведе референдум. Нас можеби не ни се допаѓа тоа прашање, можеби сметаме дека не треба да се преземе одговорноста, и тоа е ставот на премиерот Груевскиот тогаш и тоа е едноставно вистината. Меѓутоа, сметаме дека како опозицијска партија борбата со оваа власт не се добива со вакви ефтини политички трикови и блефови на застарени политички транзицијски политичари. Туку за да се спротивставиме на оваа власт и на оваа состојба во Македонија треба нова идеја, нова екипа на луѓе, нова визија и нова програма со свежи идеи. Имајќи предвид дека денови актуелно и се спомна во одредени медиуми и одредени политичари го злоупотребуваат повторно судскиот процес врз база на приватна тужба од моја страна, најпрво би сакал да кажам дека ми е жал што и после 3 години одредени поединци се уште не ја сватиле суштината на процесот, односно на судскиот спор. Судскиот спор не се води за политичко прашање, тука е лично, многу приватно и се води токму поради одредена злоупотреба и дискредитација. Значи, сакам да потенцирам и тоа, бидејќи очигледно, дури лично на тие што се тужени не им е јасно или сака да злоупотребат и да манипулираат јавноста дека станува збор за некакво политичко прашање. Таа е премногу приватна за да може да дозволам да си поигрува било кој како во медиумите со сето тоа. Исто така, на ист начин, значи вчера Тито Петковски видовме дека не изврши директен политички притисок на судството, повикувајќи и сугерирајќи дека некој треба да се извини на судијата и на останатите тужители, што го повторува мојот претходен став. Меѓутоа исто така мислам дека на овој начин се врши директен политички притисок на судството и конкретно на судијата и го повикувам јавно да се извини за овој политички притисок. Благодарам.